се поред во еден клуб со свој бенд. Толпа луѓе пред нас, а меѓу нив си и ти. Стоиш пред мене, слушајки како пејам ноќва. Не ми треба сон, не ми треба само сон, она што ми треба си ти. Не ми треба сон, не ми треба само сон, она што ми треба си ти. Меѓу сиот тој дим ти прати поглед мој див. Толпа луѓе меѓу нас, но јас те гледам низ нив. Треба ли знак да следим ме и ноќва да сме сами. Не ми треба сон, не ми треба само сон, она што ми треба си ти. Не ми треба сон, не ми треба само сон, она што ми треба си ти. Пајак, здраво. Здраво, Добре дојде у Хитмекер. не тенувало ми е дека ти кажам прв пат да дојам негде и да седнам и да не ме стиска желудникот вака, пошто сум на столица. Многу ми е кив што си тука. Мене Што уште си повеќе. една уникатна фигура у македонскиот рок-н-рол. Ајде да те прашам, кога пресече меѓу глума и музика? И дали имаше некој точен пресек или се уште не постои или беше нешто Па, повремено, Не, со тек на време? искрено музиката ми била од кога сум се родил. Тоа глумата ја учев на факултет. Така да музиката била од секојаш дел од мене. Значи музиката е она што си ти. Тоа што ме дефинира, да. Она што ми е интересно е дека секогаш се навраќаш некако на младоста, на детството, се она што си примал од детството, меѓутоа, као што викаат младите, стариве, да ти ја има младоста, да ти го неам умот, значи, тие детски искуства, но со преку мудрост. Ја така ти ја доживам музика. За музиката. Па добро, да, тие се веројатно, знаеш како тие работи во детството што ни се случиле на сите не дефинираат после во животот. Дали биле трауми, дали биле убави нешта. Во детството, тоа што ќе се случи, тоа не гради. Ама и од секојаш сум сакал, можеби сум малце за тие работи сум будала, ама од секојаш сум сакал да го променам светов на подобро. Знаеш, од секојаш и у песниве сум правил еден можда малку инфантилен свет, ама тоа е тој свет у кој што ја би сакал да постојам. Значи, тоа е тој имагинарен, замислен, бајковит. Кажи ми, дали имаше некои моменти на искушение да влезеш во темните води кога ти го украдов басистот? Да. Не, ни најмалци. Баш ми беше мило. Да? Баш ми беше мило за него, затоа што знам дека он многу повеќе може да се види кој е во твојата музика, отколку во овој рок што ние го правевме, затоа што тука сепак кај тебе басот доминира и така да многу ми е драго за него. И до ден денес сме ептен блиски. Мислам се дружиме, Да, се слушаме чувме. секој ден, човек. Вчера се чувме, да. Да, па секој ден се слушаме, ја. Тој е таков еден... Ја мислам сега да би се Да, вкупил, да, кој да, сакаш, да, а? да, да. Значи Супер. збориме за Јане од За Јане збориме, да, да. Така. Друга работа што ме интересира. Дали ја познаеш оваа гитара? Како тука? не, А? апсолутно, да. Да, ја знам таа гитара и уште подраго ми е што заврши ке тебе на крај. Значи, јас ти се јавив тебе, која ја видов објавена, не знаев дека ти ја продаваш, и ти ме упати кај еден човек. И он ме вика, бе човече, само што ја купив пред саат време, вика. Не можам, не ми е за продавање. Абе, кажи цена. После не знам колку години, гледам гитара се продава, јас се јавувам, поима немам кај се јавувам. И он ме вика, кажи принц. И викам, абе, гитара,
Епа вика твоја. Значи првиот ден кога ја купив се јави и првиот ден кога објавив ти се јави. Значи вика таа била твоја. И само изставив ова Биксбиво. Не супер е таа гитара. И пошто сум малце зависник од Биксби, и оваа гитара пројде една турнеја со Мизар, Браво. Риека, Љубљана, Загреб, Белград. И на крај тука има ожилци од Таа си, Sisters of Mercy. таа веќе си имаше И свој оние ожиц. свира, значи од тебе круг цел заврши и има една убава приказна оваа гитара. Значи зошто гитара ти ја кажувам, малце бегам од микрофонов. Знам дека си страствен колекционер на гитари. Што мислиш, пошто и јас сум, дали ние колекционерите нешто покушаваме, се обидуваме да надокнадиме друго, може би у животот или не знам што, за чим, ето така, толку интензивно и со страст. Па не, имаше, Не нели, свириме само, туку сме колекционери. имаше едно Gear Acquisition Syndrome, односно газ го читав по интернетиве. Тоа е веројатно потребата да, знаеш како не ти е доволно како поише четки кои има некој сликар. И треба една четка за подебели линии, другата за потенки, третата за не знам. Така да веројатно, мада на крајот на краиштата, јас сум приметил по мене, пак на крај свириме на една гитара. Не може да свириме на 10 во исто време. Епа, дали се уште си така со таа страст или малце? Па ја би купувал гитари и од после, и у другиот живот. Така да Ја, например, ја престанав, намалив, меѓутоа како намалив, така поише почнав да свирам. Да. И знаеш како, колку помалце тргам педали од педалбордот, толку повеќе размислувам на формата, на суштината, мислам, на музиката која што ја правам. Зашто вака педаливе ми го одзимаат вниманието, па една, па друга, па кај да стиснеш, па кај да не. И на крај сватив дека не е ни важно, може да директно по начало да влезеш и да свириш и да излезе некоја добра ствар од тоа. Да, на крај после, можда евентуално некои песни дури у студио, кои ќе ги снимам, од после да им го И сменам. сум го поминал тоа и сум сватил дека сепак е период. И ќе дојдеш до наедноставното, па после нешто. Чекај, море, да ќе станеш од кревет, Да. да уклучам ова, да уклучам, ако ги ставам на опачки, што ќе се деси. Така да, веројатно е. Фаза, викаш. Да. Многу ми е драго што дојде. Ти посакувам се најболje. Многу Фала ти е ти. добра новата песна за Алекс. Фала ти. Интересно е што каде и да допреш се препознаваш одма. Ја у таа песна па не можам да се најпрепознам ако ќе чуем. Не, таа една ненаметливост, едно не препејување со сила, една спонтаност во мелодијата, одма се чувствува дека не ја правил некој кој што сака, ај чекај сега ќе направиме песна која што не знам, ќе дигне не знам каде, ќе спуште не знам каде, ќе покажеме како се пее. Во суштина пеењето е у ситниците, меѓу слоговите. Па Майлс Дейвис рекол, значи, the music is in between the notes. Да, у паузите. Да, Паузата е да. најважната нота. Така, ја така мислам, тоа ми се врзав за тоа, затоа и толку многу паузи имам у моите песни. Ете, тоа го кажав. Значи, седевме со Даниел Дани и ја слушавме песната. Викам, почувствувај ги паузите у строфите. Како раскажува. И колку контрапунктот во рефренот, што има тamo нешто како мелодија, колку прави да е се. Така. Фала ти, стварно и мило ми е што еве ти првпат онака длабоко го препозна тоа. Обично вака луѓе што слушаат никој не го видел тоа дека ама мило ми е што ти го препознаваш и што ете допрело на некаков начин до тебе. Пајак, онака со гордост те викам Пајак. Да, фала ти. Се појавија поише пајаци, ама Да, нека да. цепаат и тие Нека тера, газат. за сите има место. Да, така е.
нека учат од старите пајаци. Значи те поздравувам и ги поздравувам сите од твојот бенд, пошто се стварно уникатни, откачени и едноставно шо и да снимите и каков и споти да снимите не може да е лош. Едноставно задржува внимание. Да ни доеш па? Ајде, во секое време. Стварно ми е преубаво што правам муавет со некој што на иста бранова линија е, така да поедноставно да се изрази. Фала ти уште еднаш. Фала. Чао да си. Чао, чао. Жената која што со години сме ја гледале зад диџеј пултот, овој пат ќе имаме можност да слушнеме и како за прв пат пее. Тоа е Сонја Исмаил со незината песна Суд. Sve što imaš za sebe je samo svoj odzbor, samo svoj odzbor. Slep si došao, slep si odiš za sebe. Така ти благодарам, Џафер. Sve što davaš, dobivaš. Sve što prežuvaš, sam odgovaraš. Sve što ne može nije da razbere me. Sve to blago gleda me son. А сега следува Јовче Пандев со неговата песна Девојки во мраз, од неговиот албум Деца корнат градина. Неверни слуги, нас не сака тој што не нуди. Пред луѓе и други, таа е само девојка што истуди. Убава цветона, раскоши галерија, девојка во мраз, не сака оган, само топол зрак. Убава цветона, раскоши галерија, девојка во мраз, не сака оган, само топол зрак. А сега ги следиме нашите Пеперминт со една ептен шизичка нумера. Каде вака сама? Каде вака, сама си тргнала, баш сега ли најдов да те сретнам? Дали ти се расипа колата, нема никој жив околу нас? Реков ајде да ти помогнам, другару тво, неволја се познава, имам вода флаширана, имаш коса исфенирана. Каде вака сама во пижама, 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 каде вака. Пред цели 28 години Маја Панчева ја испеа песната Сакај ме ти, а овој пат добива една нова свежина и нова боја и глас. Тоа е Еми. Уживајте! Сакај ме ти, ке горат облаци.
после 25 години Фројд е повторно жив во изведба на Кали. Кој си ти? Откаде ли се појави? Ко гром од ведро небо да ме погоди. Поглед од тебе не можам да тргнам. Љубов на прв поглед сега верувам. Фројд е жив, ти си неодолив. Секој поглед твој е смртно возбудлив. Фројд е жив, а ти си неодолив. Не си многу зборлив, ама лесно разбирлив. Кажи, зашто ли мајка ти те храни? Предок примерок си ти. Само за во витрина да те чувам. Темјено ке да те гледам, да воздивнувам. Фројд е жив, ти си неодолив. Секој поглед твој е смртно возбудлива. Ново име со кадифен глас. Дарко Андоновски со неговата авторска песна Не можам. Дарко, можеш? Повели. Не можам, а да не помислам на тебе. Овој кревет празен без тебе. Те мола мила, врати се. Не можам, јас да заборавам на тебе. И ноќи не спијам без тебе. Те мола мила, врати се крај мене ти. Времето минува за двајцата нас и не стои кога викам на глас. Ти да ме слушнеш мене најмила, се молам за нас. Времето минува за двајцата нас и не стои кога викам на глас. Ти да ме слушнеш мене најмила, врати се крај мене ти. А сега го слушаме Даниел Дан со една свежа, разиграна и динамична песна. Нон-стоп стрес. Наспроти мене човек кој треба да глуми грабливец. За емоции нема место, немилосрдна маска ставено. Non-stop stres, дали ке понесе ум и свест, наспроти полуден свет. Non-stop stres, дали ке понесе ум и свест, наспроти полуден свет. Исклучувам се, изолирам, допирам повторно до себе. Но утре исто ќе е, накриви капа и пушти се. Non-stop stres, дали ќе понесе ум и свест, наспроти полуден свет. Non-stop stres, дали ќе понесе ум и свест, наспроти полуден свет. Дали ке понесе наспроти полуден свет. Non-stop stres, наспроти полуден свет.
легендарните Никеа, кои повеќе од 25 години се стожер од сенка на македонскиот алтернативен бран, сега ги слушаме со љубовен рулет. Me imaš mene, ne si sama. Frlaš senka na sve što stoji pred tebe. Od zaborav ostavi sve što bilo odavna. Igram, Duriso. Vreme to da dohja se ova igra počne toku sega. Kocka taj veke dolu furlena. Ljuboven let, ili gubiš ili dobivaš. Da dohja se nema nazad, vodi me. Kockam sam se i sekogo. Jedna karta ili ništa ili se. Od zaborav ostavi sve što bilo odavna. Igram, Duriso. Vreme to da dohja se ova igra počne toku sega. Kocka daje veke dolu furlena. Ljuboven let, ili gubiš ili dobivaš. Da dohja se nema nazad, vodi me. Počne toku sega. Kocka daje veke dolu furlena. Ljuboven let, ili gubiš ili dobivaš. Da dohja se nema nazad, vodi me. Fiction, новата македонска сензација. Бенд кој што буквално си грми и си распира на своите настапи. Сега ќе ги слушнеме со една многу секси, синт-поп нумера, Лавиринт. Запалнете ги светлата дома и уживајте. Sve okolo nas
Здраво, дечки, јас сум Гора Скени, а вие гледате Сцена Инбокс. А сцената во Скопје на лето може би треба да се вика Сцена ништо. Градот е малку тивок, меѓутоа сепак најдовме прекрасен настан во лабораториум. Идеме на Jam Session, кој што ќе го води Јоана, а ќе се приклучат и не знаеме кој. Па ајде да видиме што ќе се случува во лабораториум на Jam Session. Останете расположени и бидете спремни за добра музика. Едно видување 100 години. По многу години се среднаа на железничката станица. На брзина се преврна и накратко се поприкажа за нивните животи, додека возот наближуваше. Едно видување 100 години промрмори повеќе за себе. Рече нешто? Збунето го праша таа. Не. Одговори со блага насмевка и го наведна погледот удолу. Следуваше краткотраен непријатен молк, што беше нарушен со пристигнување на возот. Еве го мојот воз! Возбудено рече се радосно, извика таа. И поита натаму. Тој ја следеше со поглед. Таа седна на другата страна од возот и ниту еднаш не се сврте да го погледне, ниту пак да го поздрави со мафтање на раката. Со магла во очите го следеше за минувањето на возот и безгласно промрмори. Никогаш не ги сакаше народните мудрости. Колку прекрасен текст. Верувам дека ова списание не најде нас, водиовме во лабораториум. И Мин Фансин, авторот на ова дело е Бобан Перевски, и навистина се зарадував што некои млади дечки одлучиле да создадат вакво прекрасно списание. Ќе видите како изгледа само. Колку љубов е вложено во ова нешто. Македонската култура се уште живее. Сакам да се преселам во пештера, да живеам како митолошки принц, заедно со прекрасна пештерка. Наместо Netflix, потопот во живо да го гледаме. Сакам да се преселам во пештера во срце на македонска планина, на полна месечина со браќа волци да завивам, да се хранам со корења, капки, росе и прана рана пролетна, се да гледам, ништо да не говорам, кажувам, уста да отварам, само муза кога бакнувам. Сакаш да се преселиш и ти во пештера? Секој ден ке ми е недава. Сакам да се преселам во пештера, да се хранам на корења. А ти што работиш? Јас сум професионален сонувач, навикувач на сонцето, небото, будилник на радост и воскреснувач на младоста. Јадам светлина со салата од звезди и планети, а за десерт ја љубам неа. Најстрашното тоа што го кажав е што не се ми заебав. Сакам да се преселам во пештера. А доколку сакате и вие да се преселите во пештера, дојдете на Дошница овој викенд на Протест Фест Евгелија Кожув, каде што сите ќе се седнеме заедно во природа и има енергија добра. Тоа беше се за оваа емисија. Оваа емисија беше тивка и мирна, исто како летото во Скопје. А вие продолжете да гледате Хитмейкер и бидете во добро расположение. Полна љубов до сите вас. Денес со нас во Хитмейкер е Александра или Алекс. Hello, Алекс, добре дојде во Хитмейкер.
Hello, добро те најдов. Значи, во твојот глас има таква драма, таков театар. Имаш посебен шмек, кој што не може туку така да помини. Ако го слушни човек, одма знае дека е Алекс во прашање. Конкретно за песната Те чекам, ме интересира колку е слично или различно демото од авторот Пајак од Пеперминт и финалната верзија, песната на крајот што испадна. Па искрено, демото и финалната верзија се тука негде исти. Демото толку природно ни делуваше на двајцата, што искрено не сакавме воопшто нешто да го видоизменуваме и тие мали промени кои што настанаа се стварно толку малечки што јас би рекла дека дури демото и финалната верзија не се различна ствар, истата ствар. Да. Кој беше процесот на креирање на песната? Па тоа треба Пајача си го прашате. Пајача само одлучи дека јас најдобро би му ја прикажала неговата визија. Да. И успеа во тоа. Ете, ја слушаме Те чекам од Алекс. Те чекам во ноќта, сака да јадем птица, шепотам за тебе нешто, гитара свири тивко. Ти си моја тајна, во срце оган гори, гледам во синото небо. Те чекам да се вратиш, те чекам, секој ден, секоја зора. Те чекам, мојата љубов ти ја зборам. Градот спие мирно, сенките играчах, твојата облека ја гледам во секој празен ќош. Ти си пиеш пиво, не мислиш на нас, во секој останci те чекам. Во сонувам твојот глас, дај ми знак кај да те најдам. Во секој издив на ветрот те чувам, те носам. Те чекам, секој ден, секоја зора. Те чекам, мојата љубов ти ја зборам. Градот спие мирно, сенките играчах, твојата облека ја гледам во секој празен ќош. Градот спие тивко е, празно е без нас, во секој останац ти те чекам, пак да те видам. Сонувам твојот глас, дај ми знак кај да те најдам. Во секој издив на ветрот те чувам, те носам. Те чекам, секој ден, секоја зора. Те чекам, мојата љубов ти ја зборам. Те чекам, секој ден, секоја зора. Те чекам, мојата љубов ти ја зборам. Те чекам. Сепак светот не е црно-бел, во него простува само смел. Кога го
Голема благодарност до Аква Ден Студио и до општина Карпош, каде што моментално снимаме. Дечки, ова беше се за оваа емисија и се гледаме наредната. А вие уживајте, бидејќи е лето!